Статистиката најавата според претходните резултати. Да, едно е статистиката, друго е она што се случува во рингот. Добро, тоа што кажува за нив како боксери, нивното досие, да кажеме, Така. не наведува да предпоставиме дека ќе биде добра борбата, но сепак на рингот некогаш и работите идат и во друг правец, кога се двајцата добри боксери и ако има одреден респект помеѓу нив, па знае борбата да биде малку и можеби досадна. Да. Но да видиме. Турчинот во црвена опрема, контрагард, нели леворак боксер. Двајцата внимателни на почетокот, одмерување нели на силите. Тоа е класична приказка, класичен почеток за двајца солидни боксери. Или можеби ајде и со израмнет квалитет на некој начин. Ако гледаме од тој агол, например. Но оно што го потенциравте внимателноста во пристапот во првата рунда. Очигледно и добро се анализирале веројатно и едниот и другиот, па доста внимателни. Доста внимателни затоа што кај првиот што ќе попушти концентрацијата и ќе добие удар, може да биде многу опасно. По првите 3 минути борба примислав впечаток ваш за... Има голема изедначеност кај двајцата боксери. Значи нијанси би требало да решават ако не се случи нешто драматично во продолжение. Може би за нијанса турскиот боксер може би подобар, но така не многу значајно, ќе видиме понатака што ќе се одвие. Доста внимателни двајцата, сконцентрирани на одбраната. Гледате како гардот високо горе го држат, внимаваат да нема удари. Доста внимателна тактика во ова финале, во ова финална пресметка 75 кг. Оно што следува по овој меч е веројатно шлагерот на денот, Ален Рустемовски против Джозеф Турнер од Англија, и тоа би требало да биде супер интересен меч борба. Не беше коректно страна турскиот боксер, што го удри на паѓање, но се случува во жарот на борбата. Реакции на судијата во рингот, албанецот Едмонд Чиплаку. И повторно елементи на борење на бокс меч.
Одраз на што е тоа, примислав, кога гледаме вакви потези на еден од двајцата? Па тоа е жарот на борбата и има, можеби не се гледа убаво, нели, и гледачите не може да забележат, најверојатно едниот боксер го држи противникот, а тој има желба да се ослободи од тоа и да, нели, да продолжи боксерската борба, а не боречката. И судијата исто така, ако не може да види да го санкционира тоа, да даде команда некоја да се разват боксерите, тогаш едниот боксер се обидува, нели, со боречки зафати да се ослободи, но тоа е повеќе можеби знак на нервоза, некоја нема потреба од такви потези. Затоа има реакција од публиката и од сите. Значи, ова е боксерска борба, а не борење грчко-римски стил. Така е. Сакаат чист бокс да гледаат љубителите на овој спорт во малата сала во спортскиот центар Борис Трајковски. А секако и гледачите из овој директен пренос што го почитуваат овој спорт и го сакаат. Но и она што го најави ти дека во вака изравнет квалитет може да биде и досаден меч, како што до сега може би на некој начин се случува. Така изгледа. Последни 15 секунди од втората рунда и малку жар сега. А тоа е тактиката. Значи, за мене е препознатлива сега. Имаше неколку удари од турскиот боксер, а молдавецот беше во офанзива, да кажем, во напад, и после неколкуто удари турскиот боксер, тоа е тактика, нели, се приближи да влезе во клинчот, за да му невозможи да ја продолжи офанзивата молдавецот и да зададе удар. И сега во клинчот имаше и тука одредено држање, што го напоменав пред малку, дека има одредено држање, некој некоректен, да кажам, не толку спортски, не боксерски потек, меѓутоа не толку страшно. И тоа го прави, тоа е тактиката на турчинот, ќе зададе поени, ќе собере, удари ќе зададе, ќе собере поени, нели? И ја прекинува акцијата на противникот. Многу паметно, да кажем, од негова страна, на тоа молдавецот реагира со нервоза. Еве го тоа, што го забележав. Трета и последна рунда. Според тебе, Примислав, кој е во предност во пресрет на завршните 3 минути? Можем сега... баш, еве, ајде, за нијансе да кажем, може би турскиот бокс. Меѓутоа... Престојат и 3 минути. Да, има и нови 3 минути. Не сум баш најсигурен. Израмната борба и не може да предвидам и да предпоставам како бодуваре судиите. Затоа што во боксот најде се случуваат и такви работи. Нешто очигледно да сушност од други очи е гледано од страна на бодовните суди. Да, знаеле, ситуации да има во боксот, ајде ќе ги наречеме контроверзни, на поголеми мечеви, на контроверзни, на олимписки игри, светски турнири, тоа сакав да додадам. А не па на златен гол. Така е. Не отстапува никој од тактиката за сега. Со ист стил и едниот и другиот, и турчинот Илмаз и Бозоров од Молдавија. И молдавците се традиционално присутни на златниот гонг. Штета што некои турнири се поклопија, па ќе речам ги нема србите и боксерите од Косово, и ќе имавме и поголем број на борби во финалето, па и практично и борби многу повеќе и во полуфиналната сесија.
Доста работи за судијата во рингот, затоа што имаш и борење, имаш од се по нешто. 60 секунди ќе заврши борбата. Иако ние би ја нарекле досадна за гледачите, овие борби се всушност многу тешки борби за боксерите, за боксување. Исклучително тешки, со голема концентрација, предпазливост, внимателност. На максимално ниво. На максимално ниво. Така да наведом досадните борби се всушност многу тешки за боксување. Всушност, вистински бокс, вака од еден друг агол гледано, стручен или и боксерски според вашето искуство. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by unanimous decision, corner blue, Dabran Бозоров од Молдавија ја однесе победата во ова, ајде ќе наречеме рововска војна, тука боксерска. Сега одивно за нас најинтересното, второто финале во категоријата до 60 килограми. Нашиот Ален Рустемовски во црвениот агол ќе биде против англичанецот Џозеф Турнер од екипата на Дженинг Джим. Рустемовски има 21 година, во Ерменија освои сребро. Шампион на Македонија, освојувач на многу меѓународни турнири, Примислав и во Македонија и на Балканот, балкански првак 2 пати, учествуваше на европски светски првенства, сениорски учесник во Ташкент. Минатата година на Златен гонг во категоријата 57 кг во финалето службено ја доби борбата од Луан Алију, кој косовецот се предаде. Џозеф Џо Тарнер од Англија, млад боксер, според оно што јас го најдов како информација, има 19 години. Настапи на европското за младенци во Пореч, го освои петото место во категорија помала 54 кг. Поранешен младенски шампион е на Англија и се тоа информации кои говорат за тоа дека ќе видиме двајца квалитетни боксери и ќе биде интересно, навиваме за нашиот